Говорело за 26 глава сите овие изминати години. Јас верувам дека вие толку многу добро ја познавате 26 глава, почнувајќи од Господната вечера, одење во Гецеманската градина, молитвата, предавањето на Јуда, судењето на Господ Исус Христос. Меѓутоа, Словото на вистина дава една и длабочина и големина да има за многу што да се говори. Вчера на Визија Фес се смееме со еден пастор, говориме дека Господ Исус Христос изрече една проповед на гората, на планината, многу децидна, многу јасна, многу чиста. Ние, вика, со години правиме редица проповеди од таа негова проповед. Поентата беше дека може би денеска многу повеќе проповедаме, под наводници, сите сакаме да проповедаме, отколку што го практикуваме тоа или го работиме во секојдневниот живот. Јас ќе прочитам оваа цела 26 глава, и ќе продолжиме, ќе ви кажам за што сум се одлучил да говорам. Вака вели: И кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците своји: Знаете дека по 2 дни ќе биде Пасха и Синот човек предаден на книжници, шините на добра во свештеникот Јафа. И се советуваат Исуса измама, но рек само не напада да не страдат. Исус во куќата жаниот се приближи на која носи шном миро врз глава, он седеше. Тоа учени и рекоа: Тоа растури, оти тоа да се прода и поделат на си. Но разбирајќи жената, направи дене, ромасите когаш покре, а мене ќе го тоа мое ме пригоди. Вистина каде иде на ова под се прикаже помен направи. Тоа не се теска отиде ниците, што па да предложија нека. И од тој погодно време, првиот денникот без Исуса учени, кажа да ти пријаш Пасха. Он им рече: в град тој човек у времето при прославениците учени како што Исус ја при темни на 15. Кога јаде, вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде. Тие многу се нажалија и секој почна да не су. Говори и рече: што не со мен, тој пак ти на си ово што е на оној човек кого си се предаде. Ќе беше ако не, а што го предаде рече: Јас рави, говори. Кога јаде, Исус зеде лев, го благослови и рече: Земете, јадете, ова е моето. Зеде чаша, подари им даде и рече: Пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот, која се прода за овите. Ви велам да пијам плод нов совото на мојот. И од благодарство си Исуската гош им рече: Пите вие заради оваа ноќ напиша пораз и овците разбега. А во своје ќе порано му одговори: дури блазна јасни соблазна. Исус му рече: на ти вела оваа ноќ пред да трипаш од мене. Му кажа: затребам, нема да се. Рекоа и си со нив речено име. Тука но она поведе со сајцата за и почна Исус. Но е на жата душа. Станете будни со и калечи малничко и говоре: Че мој, е можно ме одмине, но што сакам ти. Дојде при утече како че на Петр. Толку ли нема да остане? Ни и молет за да не искушени бодар е слава. Отиде пак и се помоки. Ако да ме одме чаша, да не ја испијам, тогаш нека биде волјата твоја. И кога пак ги заспани, очите им бе, и кога отиде и се изговар зборови, приучени рече: Спиете, наближи човечко во лиците, доете наби предава. Додека он умреше, Јуда ете дојде и со него многу луѓе, со ножеви и колови, испратени од страна на првосвештениците и старешините народни. А оној што го паваше им белејќи, што ќе го оне ближи до ради. А Исус папија раце на тија. Еден од против извади го удри свештениковото. Му рече: Божот на место, зашто ќе за нешке загине. Мислиш дека својот да ми прати 10 ангели ќе се исполнат ако потој народот разбойник ножеви и патите седев поучува и неме, но сето да се исполни писма. Сите ученици се разбеа, а оние Исуса го свештеникот каде што ниците по него порот на прво како влез седна види, а прво решини Дреон лажност Исуса бијат. Имајам недоци, но најпосле лажни и рече: нам Божји за 3 дни. А направо му рече: Ли не од што све тебе? Молчеше, кога му рече: Заколни Бог да не си хрижи. Ти ви велам од сега од човек оддај како до облаци. Прво свештина облека,
имате поведоци, сега го чулење, се чини, говори заслужува, тога го плука, удира, а други говоре, чини, кој те уди. Седеше и него му рече, Исус, но и че пред сите знам, првош, ще конвертира друга, че на оние и Исуса на рец. Подрече тој него път, приближија стојата на пет истини три, твој, тога колна и него позна, и 55 совите с дом му ги петел, ти чеш од ме. Текст 70 меѓутоа до вел во плави почна од вала ќе види човек со диреколо заваш поведи со своите отвова за ното предавотвува за самата смрт. 27 глава ото основање. Задржам ово кога Христос вика градина. Се од това притче, што обично да го видам, читав, барав на доста места, што ставува. Значи, многу е притчи, ден кој што се те тури велат да се оди да се види Гецеманската долина, се имало чинки стари време. Самиот збор на арамејски гаш-шаман означува за маки. Преса од која што се цедат маслинките и се добива многу важен продукт за тоа време. Тоа е маслиновото масло. Пред се што го користеле за храна, користеле за слување и било полно. Та една символика за рајската своите ученици и се работи во таа градина. Претходно помеѓината има тројца се јас тројца се соработни. Поблиски коражение тогаш го зината, зошто за нив си го говори дека сите на едно исто дух. Тројца отскокнувале во нивниот духовен растеж. И овдека на ова место од кога се одвоиле, повторно ги извикува Петар, Јаков и Јован да дојдат со него. Сакам оваа вечер да ви говорам, да се обидам во овој текст секој пат Јуда е на прво место. Ке се надоврзам за домашните групи, кога говореше пасторот, Јуда е маркантниот. Дури денеска за некој кога ќе ве предаде или ќе ве издаде или ќе ве продаде, како што викаме, велиме дека е Јуда. Сакам да говорам за 4 типа, за 4 лика кои што го предадува Господ Исус Христос. Сакам секој од нас после оваа проповед да се запраша дали ние денеска не го предаваме Господ Исус Христос. Има ли разлика од предавањето на Господ Исус Христос од пред 2000 години и денеска? За мене, подготвувајќи оваа проповед, преживувајќи ја, ставајќи се внатре, јас сум во сите 4 лика. Да тргнеме поред. Христос ги моли едни единствена работа и им вели, ќе одам тука близу до вас да се помолам. Ве молам, бидете будни, бдејте и молете се со мене. Молитвата повторно се кажува како многу важен сегмент од животот на секој еден од нас што се нарекуваме дека сме христијани и дека сме одлучиле да го следиме Христос. Христос вели дека душата му е смртно натажена. Ја не знам дали ја не сум бил смртно натажен, меѓутоа душата ми била многу пати во животот натажена. Не знам дали барате помош од ваш пријател, ја велам пријател или брат или сестра, да ве подкрепи во молитва. Ја токму така го разбирам овдека Христос. Ние имаме потреба едни од други во молитва. Ние и последниот час
сега пасторот повторно говориме за тоа да се јавуваме едни на други. Молитвата има голема сила. Молитвата има огромна сила. Јас мора да признавам во мене кога ми било тешко. Јас сум се јавил секој пат на пастор. И сум доваѓал и сум бил секој пат примен. И последниот пат па во Драчево си говоревме со Чко Трајко, дека добро е да дигнеме телефон и да се подкрепуваме едни меѓу други за било каков проблем. Не мора да е проблем, може да се ќе видиме наши желби. 3 пати Христос се враќа и ги наоѓа заспани. 3 пати Христос доаѓа и вели, толку ли не можете да издржите? Многу кратко. 1 час, половина час, Христос видовме дека по цели вечери до мугри се молеше. Толку ли очите ви натежнава, толку ли не ме разбравте, низ сиот овој временски период, би рекол во 3 години, кои што беа цело време заедно. Толку ли не можете да издржите, да ме подкрепите и да се молиме заедно за маката која што Христос ја чувствуваше. Јас се прашувам, дали ние Христос, доваѓајќи во црква и заспивајќи за нашите молитви, не го предаваме и денеска Христос? Ако треба да бидам чесен, црквата е многу добро прибежиште. Црквата, салата е многу добро место да се сокриеш. Јас сум се криел со години во црквата. И си одиш, таму си најбезбеден. Таму си многу мирен. Можеш да си дремнеш, можеш да си заспиеш. Секое мое одење во црква, јас сум го предавал Христос. Секое мое одење во црква. Благодарен сум на Господ, на сите кои биле поред мене. Сакам да бдеам, сакам да се молам, сакам молитвата да ја имаме едни меѓу други. Да не бидеме предавници на Христос и да заспиваме. Да си ја одработуваме молитвата секојдневно. Вториот лик е ликот многу познат, ликот на Јуда. Ако земете да го анализирате ликот на Јуда, структурата на текстот повторно игра многу значајна улога. Ако го кажам во денешен жаргон, ако се занимавате со трговија и ако имате роба која што се бара на пазарот, па уште згора на тоа, ако сте единствени, немате конкуренција, немате потреба да ја нудите таа роба. Вас ке ве бараат за да ја купат таа роба. Од овие причини и кога ќе преговарате, секој пат може да добиете цена која што вие сакате. Јуда, текстот вели, веќе го предаде. Стаса кај што требаше да стаса, знаејќи што барат и кого бараат, ниту постигна некоја цена, ниту побара за да се уновчи. Јас се запрашувам, која е причината која што Јуда го предаде Христос? Која е причината? 30 сребреника? Ја не верувам дека се 30 сребреника. Секој пат умате кога говоревме, јас потенцирав, секој конфликт Христос што го имаше со 12-мината, беше недоразбирањето за Царството Небесно и Царството Божие. Јуда до последно веруваше и се надеваше дека Христос ќе стане цар. Реален цар. И се надеваше на место како сите што се надеваа многу пати
и тоа го говорев, дека сакава да земат позиција или министерска, или директорска. Јуда од кога виде дека веќе е завршена приказната, Јуда од кога разбра дека нема да стане апсолутно ништо од такво зацарување на Христос, дека нема да има никаква позиција, гледа дека Христос е готов. Прашање е на време, на ден, на час, кога ќе го фатат и ќе го екзекутират. За мене, тука ја гледам причината за да го предадеш за ништо, за 30 сребреника. За 30 сребреника. Ниту, како што почнав, ниту оствари некаква профит голема за нешто што имаше во рака, сите го барава и сите сакаа да го затворат и да го убијат Исус. 30 сребреника видовме дека си купи една парче земја, кое што го нарекува крвава земја, мислам. Јас се прашувам, нели го предаваме и ние Христос секој дневно за 30 сребреника? Најдобро велат, нели, да даваш собствени примери. Луѓето, да не покажувам па да не имам некаква критика после ова. Предавството на Јуда беше со бакнеш. Ја просто и немам зборови како можам да го објаснам за да биде многу поразбирливо, многу посватливо, да ви остави длабок впечаток ми е целта, да предадеш пријател, да предадеш некој кој си поминал толку време заедно, со бакнеш. Немаш потреба од бакнежа. Што имаш потреба од бакнежа? Ако си решил да го предадеш, предај го. Меѓутоа, што го гушкаш и што го бакнуваш и што уште му велиш дека пријателе. Доваѓаме ли се, прашувам, секоја недела овде во црква и го бакнуваме Христос? Ние го бакнуваме Христос, јас овде кај што зборам го бакнувам. Младите што го слават во славењето, го бакнуваат. Го предаваме ли ние Христос од понеделник до сабота за 30 сребреника? Други ли сме веќе од утре од понеделник? Јас сум бил друг, мора да признам. Неделата завршува, утре сум по потрага по 30 сребреника. Во вторникот, во средата не дојдов во Драчево, бев по 30 сребреника. Да. Немаме станови, живееме под кирии, не ни стасуваат платите, сакаме флет телевизори, сакаме компјутери. Треба да трчаме и да одиме секој дневно да го предаваме Христос за 30 сребреника. И на крајот од тие 30 сребреника нема да си купиме нива, ама ќе си купиме во бутел уште помалечко нивиче. Резултатот од трчањето по нашите денешни 30 сребреника е тој. Немаме време да дојдеме во среди на молитвени, немаме време да се видиме во вторник на молитвени, немаме време да се видиме вака како луѓе да се видиме, можеме и чај да пиеме, не мора да правиме ни вечери. Ја не знам кога сме се слушнале да се видиме на чај и да кажеме, ај ке се видиме, ке се молиме. Луѓе прават, зборам за повеќето. Немаме таква пракса. Која е разликата од Јуда што го продаде за 30 сребреника? Нас денеска ни е многу тешко. Обично, кога ќе разговара со луѓето, е така. Каде е денеска Бог мене да ми помогне што јас седам под кирија? Каде е денеска Бог да ми помогне што јас немам работа? Каде е денеска Бог да ми помогне што јас немам кола? Ова се фрази на луѓе кои што се верни и кои што одат во црква. Да ви кажам една огромна разлика.
Христос вели дека душата му е натажена. Душата и тоа смртно му е натажена. Поради една единствена причина. Причината е човекот. Христос беше толку смртно натажен поради мене, поради тебе, поради луѓето. Тоа беше неговата смртна болка и тага. А мојата, би рекол изфрустрирано, што јас немам свој дом, што немам кола, тоа е мојот избор што сум си го правил. Христос мене не ми е крив. Правите исправни избори. Трудете се, да се трудиме да правиме правилни избори. Нема да ни е крив Христос. Тишина. Жал ми е многу пати, некој пат се разочарувам и последниот пат сега Мите ми асоцираше, се видел со пастор Јатански, тој секој пат ни дава така кураж, вика Гаго, полека, вие сте на 8 години, има време, само работите како едно детенце. Ке си го гледаш, ке си го пазиш и тоа полека ке расте. Продолжуваме. Имаме уште два лика кои што верувам и како што реков дека јас се наоѓам во тие два лика на предавство за Христос. Сакам да ви прочитам нешто. Ќе прочитам од Марко, бидејќи Марко многу подобро го објаснува, ајде од 50 стих на Марко 14 глава, може од 49 да го прочитам, заклучно со 52. Оваа случка за што ја говорам, сите 4 евангелисти ја пишуваат не случајно. Вели вака: секој ден бев со вас во храмот и поучував и не ме фативте. Но нека се исполнат писмата. И тогаш кога го оставија сите, се разбегаа. А по него врвеше еден млад човек. Ова ми е поентата. А по него врвеше еден млад човек, наметнат со плаштеница, платниште, на голо тело, и војниците го фатија и него. Но тој, кога го остави платното, побегна сосема гол. Не знам како и у другите преводи. Мите ми вика да. Човек од никаде. Треба да имаме во предвид дека во тоа време, поради Пасха, и минатиот пат кажав, имало 2 милиона луѓе дојдени. Меѓутоа се претпоставува дека е од некое локално место, или од некое блиско место, или од некое село. Ја гледал целата случка и целото фаќање на Христос. И тој човек од кога го фатиле Христос, го збркале и него, го фатиле, му ја фатиле на метката, како што вика, со платно покриен, гол. Угол гол, отрчал. Ке се вратам на него. Ова е 4-тиот лик. 3-тиот лик. Петар. Петар е човекот кој што извади нож. Петар е човекот кој, како што читавме во текстот, ниту ќе го предаде Христос, ниту ќе дозволи да го фатат Христос, ќе гине за Христос. Човек кој, ако го слушате, просто ве одушевува. Таков пријател. Ништо, животот ќе си го даде за Христос. Христос вели:
3 пати ќе се одречеш додека петелот пропее. Овој лик е многу интересен лик. Од кои причини? Зошто мене ми остава впечаток? Пред неколку проповеди имам дома еден лист, ќе повторам, кога сме почнале пред 7 години, со име и презиме за потребите во аеродром, кој човек каква потреба имал за да сме се молеле за луѓето. И тогаш кажав дека сум го запишал Дзима, дека сака работа на определено место и во определена институција. Господ денеска, слава на Господ, таму кај што сакаше, таму и си работи Дзима. Не е меѓу нас вечер. Втората работа сум ја пишал Лидија, супругата негова, Господ да најде било каква работа. Лидија доби било каква работа. Трето место сум се пишал јас, ми требаат финансии за да можам да си отворам дуќан и да отворам мал бизнис за мајци. Господ ми даде пари, ја завршив работата комплет како што треба. На тој список е Бојан, го избркава од работа, бара работа, му се понудија 2 работи, не една работа, да одбере која сака, си ја одбра таа каде што е денеска. Пишан на списокот е Тина, која што работи, а нема решение, сака на определено место, во определена институција да добие решение. Тина денеска има решение. Зошто го говорам сето ова? Ако бидам чесен самиот кон себе, јас многу пати исто сум кажал дека како да се заблагодарам на Христос за тоа што го направил. За мене говорам. Имаше многу од овие луѓе што ги спомнувам, одговорно тврдам од овдека, имаше многу изјави што се ќе направат за Господ. Исто одговорно тврдам, ништо не направила за Господ. Дали луѓето не фаќа еуфорија? Дали луѓето сме поттикнати од некакви чувства и емоции и правам паралела како Петар, ние Христос, за ништо. Знаеш што ќе направам? Само ако ми даде да отворам дуќан, само решение ако добијам. Животот ќе го посветам на Христос. Петар се откажа од Христос. Многу наши браќа и сестри го предаваат Христос. Имаат интерес, додека имаат некаква полза или корист. Таа е вистината, може би звучи грубо, може би пак имам некакви замерки, меѓутоа вистината е таа. Подобро е да не фаќа таква еуфорија, подобро е да не работат, да не донесуваме одлуки на база на чувства и емоции. Сите сме сериозни, тука и младите се веќе да размислиме дома. Трезвено, умни сме сите, што Христос направил во мојот живот до денеска. До денеска. И јас знам доволно за секој еден од нас што направил Христос во нашите животи. И четвртиот лик, ви реков, помнете го, Марко го објаснува добро, го фатија човекот и избега. Избега гол. Порано во Скопје, Скопјани, ја милував да кажам дека поаферџиски град од Скопје нема. Посеирџиски град од Скопје нема. Така сме си разговарале Скопјани. Ова е некој сеирџија. Јас се шегував, викав, ништо чудно и Скопјанец де. Овој човек. Луѓето многу сакаат да гледаат сеири. Многу. Луѓето многу сакаат да гледаат представи кои се случуваат и црквите си се полни денеска со луѓе кои што доваѓаат да гледаат сеир. Доваѓаат луѓе да гледаат представи по црквите. Кога ќе дојде тесно и густо,
да ги збркаат вистината, ја вака ја гледам. Остануваат голи. Секој еден што избегал од Христос, останува гол. И во денот, кога сите ќе застанеме пред Христос, овие пак ќе бидат голи. Целиот живот ќе биде соблечен. Има многу луѓе по црквите кои времето си го губат, би рекол, гледаат најразлични серии. После толку многу време на луѓе кои што редовно одат во црква, редовно ја читаат Библијата, редовно посетуваат часови, редовно, значи секојдневно растеме, секојдневно растеме. Не е во ред да бидеме сеирџи во црквата. Редно е да си се зафатиме сериозно тоа што го направил Христос за нас, да почнеме ние да правиме нешто за Христос. Завршувам. Сакам да имате благословена седмица. Многу ми е важно да размислувате на овие 4 лика. Многу ми е важно како црква, говориме со пасторот, да не бидеме само неми гледачи, да се трудиме да дадеме нешто за Христос, да се молиме секојдневно, да комуницираме едни со други, да правиме молитвени ланци, да не трчаме по 30 сребреника секојдневно, да си направиме еден распоред, бидејќи ако имаме еден добар распоред, пред се Христос на прво место, сребрениците ќе си дојдат сами по себе. Бог да ве благослови. Да се молиме.